Oh yeah. He's back. Дечки, здраво, здраво. Ајдно живели да направиме. Се вративме. Нек се угода. Нек се угода, нема колку дали 7-8 месеци не. На големо задоволство на драгите гледачи се враќаме повторно. После таа анкета, после тој одзив. А имаш еден пишано, а вие 20 почнале, сега ќе се враќате. Не сте почнале кој што треба. Не сте ни почнале кој што треба. Му викам удружил право си. Не, одзивот беше феноменален, имавме преку 80% да. Правите што сакате, тие се... Фала ви, многу влијаеше на нашата самодоверба. Само двајца имаше, не мора. Само доверба имаше. И ги блокира одма. Да. Се враќаме, не се враќаме као Майкл Джордан, он многу просто се врати, I'm back, ние со анкети се вративме, разбираш. Да. Ние се враќаме као Леонардо Ди Каприо у Ревенант. Да. Што се враќа. Да, на голема врата. Не, ќе видиме колкава врата ќе биде. Не обеќаме ништо овој пат. Стандардна, Не обеќаме ништо овој пат. Ама ако можевте да видите, ако гледавте на Хитчек, гледате дека се работи. Турбо се работи на Хитчек, секој ден се вадат видеа, секој работен ден. Секој работен ден. Некогаш и сабота. Да. И празник и делник бе и се. За Олстарот и у недела. Да. И Никле голема одговорност презема на своите плеки. И малце мораше нешто да страда и страдаше како подкастот. Джош Гиди у Чикаго сум. Да. Се враќаме као Чикаго на Лекер што им се вратија на утакмицата со 3 тројки у 12 секунди, драги гледачи. Па тоа може би еден од најлудите стартови, камбекови и најлуди завршници у НБА у нашето постоење. Па ја кажав 2-3 само може да ми текне такви слични да бидат на Мегреди со Сан Антонио. Тоа е може да полуда само. И ти кажав и на тебе завршницата Бостон Мајами Дерек Уајт која ја дава на крај. Типинот, да. Да. Хаос. Добро, ти ги праша драгите гледачи за теми што ги занима. Темите доминира MVP се приближуваме кон плейоф. Да, MVP трката, плейоф анализа, да се навратиме, сакаат многу исто за трейдот што е обележа оваа сезона Лука Девис. И тоа е у принцип. Тие три доминираат. Малце застарена приказка, ама ајде, драгите гледачи, не чека. Па исто имаше коментар дека вие не се уклучивте на трейдот за Лука и за Девис, толку вие гајле за подкастот. Нема сега шо да за... добро, ете, викам, ако може. Дечки, ако сте тука ќе разберете, ама ајде, не правиме изговори, не бараме. Да, ова од љубов го правиме у слободно време и еве сега решивме повторно. Ете, оне у слободни фрлања, мајичка у слободно време си ја носи. Тачно. Добре, ајде, со што ќе почнува? Со која? Па најжешка тема, ако се уште никој, ако има уште што него... Ако живеевте под камен. Да, ако уште него... Не, за MVP трката. Ако не сте разбрале се уште дека излегоа анкетите годишни што ги прави Тим Бонтемпс, и ние ги извадивме во Хитчек видео. Точно. Највеќе пораки од драгите гледачи беа за трката за MVP, така да еве на наше големо незадоволство како балканци 77 од 100 гласа идат за Шеј Гилџес Александар. За прво место. За прво место. Први место. И тоа значи дека 77%, пошто он ги анкетирал 100 точно, 77 се за него да биде прв. Сега од тогаш Јокич бапна па ден после тоа он бапна 61 трипл дабл. Ама генерално кога ја мислам дека у наредниве 6 уште толку колку што има до крај, усвари уште 5 има. Да. Во мало се шетам, вика овие од Зи песната, ја знаеш? У мало мафтам на сите, шетам као Јокич у Сомбор. Браво. Да. Браво. И у задни 5 утакмици онака Јокич диде со 60 трипл дабл, ја мислам пак дека не е доволно да... Па не, он секако одмараше 6. Да се сврти таа раја што ќе гласа. Да. Секако он ги преседе 6 утакмици кои пример Шеј ги изигра супер.
И екипата продолжуваше да тепа. Да. И тоа ненормално да тепа. Тој податок многу водат. Тој податок го кажавме во видео после All-Star break-от, значи од последната анкета Оклахома се 22, сега изгубија синоќа од Рокетс, така се 23, али сепак 17,5 утакмици се пред Денвер. Голема разлика е тоа. Голема разлика. Ако се земе предвид тоа, историски гледано, освен последниве неколку години кај што Јокич ја зима као пониско пласиран, Весбрук ја зема као пониско пласиран, пошто беше перфете после 100 години со трипл-дабл, све иде MVP наградата кај прв-втор во лигата. Да, така е. Генерално е така. Прва-втора екипа во лигата. Сега ако ќе видиш според индивидуалните, според бројките, сувите бројки ова што го прави Јокич, ако у една година треба да му се дае на тој што е пониско, оваа треба да биде. Да. Ама ете, тоа е тоа. Ама мора ние као фанови можда тоа по плитко го сваќаме, а овие што гласаат веројатно ја гледаат поголемата слика која ќе се осврнат после тоа на кариерите на овие играчи, луѓето, за да речат дека Јокич зел 5 поред, на пример MVP награди, толку ли немало лигава никој блиску до него да биде компетитивен за да земе награда? Шеј Гилџес е коска играч, брат. Многу ми се свиѓа. Јас апсолутно исто, ако ги ставиме на хартија, сум за Јокич, ама сега овој да има 5 MVP, а Шеј да нема ни една, па не сум ни за тоа. Не, се разбираме прво, а второ, ја не едни дека сум нешто да бутам агенда на Јокич тука, нема врска. Си правим муавет. Да. Тоа шоуто што го прави, ја ептен го поштувам на Јокич. И на начин на кој сите сакаат да играат со него. Да. На еден несебичен и идеален човек за почнување на франшиза. Ама да, Шеј си го даде неговата оваа сезона сасвим доволно. 30 кусур поена, 33 поена е по утакмица. 33 е екипава гази. Да. Игра и напад и одбрана, најболја одбрана. Они и одбрана, да, го слушав овој Виндхорст, вика ја сакам да ги ставам цела петорка OKC во All NBA, вика дефенс. Тоа ќе биде интересно. Што ќе биде за... Не знам дали биде лобирање сега за Дреймонд Грин. Не за Грин, за Зубац. А за defensive player? Цела екипа носат мајци, Ивица Зубац, defensive player of the year. Како се... И како се изговара. Пронаунс, како се прене Ивица Зубац и defensive player of the year. Да. Добре им беше тоа. Ми се свиѓа Зубац као играч оваа сезона, брат, многу гази. Не само одбрана, напад. Ја пошто сум од другата страна на Лейкерс, на Лос Анџелес, така да ич не ги пратам Клиперс. Али ти верувам дека е Зубац одличен. Зубац гостуваше кај Виндхорст у подкаст. Аха. И вика, многу интересно, вика, се удружија Харден и Джеф Ван Ганди. Вика, најчудниот пар што можеш да ги замислиш заедно. Джеф Ван Ганди, дечки, за тие што не знаете, помлади малци ако сте, ги водеше Њујорк у финалето у првата сезона која ја почнувам да најавам за Њујорк. 99-та. И сега има, не знам, некој 60 години, вајде. Келјаво мало човече, слабиот бело. Брат од браќата Ван Ганди. Да, од браќата Ван Ганди. А Харден со рапери дружи, по такви видови на журки иде. И имаше слика заедно, као загрлени, леле, викам, овие ко Хипо и Чипо. Интересен пар. Али, да, кажуваше демек Зубац, вика, овој Ван Ганди многу ни донесе као не направи асистент, така. Да, поозбилни одбраната, вика, коскања направи, очекуваат сите многу. Да, бе, они се, ако не се лажам, можда у топ 5-6. Па еве, сега се седми, ама израмнети се со 600. Бе на време и топ 5 одбрана у лигата. За одбрана, окей. За одбрана. Окей, ја гледав. Не, на табела се 6 или 7, ама Клиперс може и 8 се втора одбрана дечко у лигата. Ко би реко. Па многу од тоа доаѓа од ефорт. Ако ти текнува тоа што ти го зборав. Они многу играчи, underrated играчи, ролплеери што првенствено играат одбрана, као Дерик Джонс Джуниор, Джонс Джуниор, као Крис Дан. Да. Ама
пак ја би кажал тука и ефортот дека игра многу улога. Ако ти текнува тоа Кени што го збореше, Кени Смит од TNT, за Сан Антонио порано. Вика, Сан Антонио увек играат на осмица. 8 од 10 ефорт. Аха. И вика, ако сакаш да ги победиш, мора или 9-ка да си, или 10-ка со ефортот. И нешто такво сега за Клиперс ми е муабетот. Оваа сезона стварно на утакмици остануваат на ефорт. Да. Има, како се викаше мојот човек, Норман Пауел. Пауел одлична сезона, Зубац одлична сезона, ама еве Кавај не игра скоро цела сезона. Добро, не е константен, ама кога игра и он е солиден. Они се коска у секоја утакмица се тук. Да. Така да свака час за нив. Сега, кај почнавме првата тема, што беше? Абе, ние за MVP зборевме. За MVP-то, да. Дај малце, еве, друга димензија да им отвориме на гледачиве, зашто, пошто мислам дека има доста револтирани на Балканов, поготово, зашто не му ја даваме на Па мене не ми се прави главецот, тие и не ми се објаснува, ама ајде тогаш. Пошто имаме и прашање во пораките, чему Хитчак Адрија? Чему тоа? Да. Добро, сега пак застрануваме, значи, од MVP-то. И пак ќе кажеме и за Балкан, све е тука за балканското. Ке заокружиме се, да. Па добро, зашто Хитчак Адрија, не знам дали сте приметиле, дали сте виделе, дечки, ама истите видеа што ги вадиме на Хитчак на англиски, ги вадиме и на српски. Каналот се вика Хитчак Адрија, као порано што имаше MTV Адрија. MTV Адрија може да уште има. За Адриатик регионот тука. Мислам дека има публика која што и помлади и постари, која што, пример, можда англискиот не е до толку јак, а сакаат на поблизок јазик или на мајчин јазик да... Татко ми не е сабскрайбер. И татко ми, мислам, татковците... Нема, татко ми Хитчак го шитна скроз, сега само Адрија гледа. И па добро, тоа му е баш она... Војска кај има служи. Сме ги нашли, Љубљана. Пишете војска тие што имаат служено, кај сте служеле. Да. И после прекоманда имаш. Па знаеш, може ќе се најдат, татко ми пример тоа кога се откри Фејсбукот, тоа му беше главно. Дај најди го, вика овој Јуре. Куцни, вика, на Фејсбукот да го најдеме. Така да може ќе се најдат на нашиот подкаст некој дека служеле заедно. Продолжи. Тоа ќе биде баш хит. Па ништо, да, за сите гледачи од тука што ќе сакаат на јазик поблизок до нив да ги следат збиднувањата од лигата. Мислам дека во многу добар ритам влегавме оваа сезона со рекепите. Да. Човек што не му се седи до касно, не е будала као мене навечер да седи денски да спие и едноставно си се уклучува. Дента, све што се десило, најинтересното го гледа тука на едно место, нема скролање Инста, па Твитер, па Редит, па не знам што. Све што треба да знаете, кај нас. Да. Може да најдете кај нас. Доста добро влегавме со тие видевца и сакав и на тука за овој регион да го направим исто. Исто имаше прашање, зашто само на српски, дајте и на македонски? И сега на македонски сме. Ова е на македонски. Да, ова е на македонски. Ова е на македонски и мислам дека е доволно. Искрени ако сме, мислам дека е премал пазар. Премал пазар сме. Да. Ние гледаме овој подкаст колку прегледи има. Толку се прегледите. Да. Тие се... И тоа ние што сме интересни вака за гледање и за слушање, ние што сме најдобрите подкастери за НБА во Македонија. А НБА хайлайтс и за на македонски па кој ќе ти гледа. Да. Затоа српски мислам дека е доволно, без јас си ја сакам својата земја, ништо против. Тама на работа. Ама мислам дека е мал пазарот, затоа. Со српски опфаќаме тука цел Балкан, опфаќаме и диаспора и оноа на CV-то кога пишеш српски, хрватски, босански, црногорски, српско-хрватски. Затоа, драги гледач. За Јокич уште нешто немаш да додадеш? За Јокич уште нешто. И за Шеј уште нешто. Слушнав на подкаст, брат, дека всушност голем дел од advanced статистиките, што искрено сега нити ги имам пред мене, нити у целост ги разбираме, тоа математичарите повеќе. Advanced статистиките во претходни години му идеа во прилог на Јокич.
и кога луѓе се кара, ај сега како што на Јокич подоле на табела едно друго, адванс тие статистики одеа во негов прилог, а оваа година голем дел од тие статистики одат во прилог на Шеј. Така ако не, се тука негде изедначени. Да. Јас зачував некои за Јокичеве, тука се спомнува на Инстаграм некои интересни статистики, за нели сега даде 67. Нагет со оваа утакмица паѓаат на 0-4 рекорд, значи 0 победи и 4 порази, кога Јокич дава над 50 поени. Успоредба со него, брат му балканец, Лука Дончич е 7-0, например, кога дава над 50. Кога Лука иде над 50, неговата екипа секогаш победува, значи е 7 такви утакмици, а Јокич е 0-4. И ова е интересно. Гледаш интересна работа, мада според мене не го гледам ни на Лука ни на Јокич скорот. Ако е дојдено ред Јокич да дае 50, значи другите никој ништо не прави. И таа утакмица да кажам, на слепо, никој да не ми каже ништо, ќе речем крнап утакмица изгледа. Тоа сакам да кажам, Мареј не играше на таа утакмица. Мареј не играше. Ама генерално Јокич, рака на срце, нема помош сезонава, немаше ни лани. Нема помош, шутингот е попуштен, надворешен шутинг. И сега ние сите сакаме онда да успее и сакаме да освои, ама се лажеме. Екипата откако освоја оди во надолна линија секоја година. Секоја година играч по играч ја слабеат екипата, да, ја слабеат екипата, не носат никој значителен. Весбрук го донесоа. Молим те. Тоа беше дебакл на годината, драги гледачи. Не знам. И од екипа со сумлив шут, они стана екипа со многу лош шут. Али ете, тоа е тоа. Кој е мисловниот процес на Расел Весбрук у тие 17 секунди? И дали постои? Не, добро, кога си веќе во таа ситуација, не паника, ама е, како да кажам, хаос. Крадеш топка, идеш. Ја прво, апсолутно не се слагам со тоа, требаше да излезе надвор. Од кога промаши. Добро, Еме се бавајте сега. Краде топка и иде на кош, тоа е тоа. Он што ја промаши. Ја имам проблем со него, застана под кош и се туфкаше. Додека овие идат у транзиција у полуконтра. Е тоа, и после тоа касни. И пошто каснеше, он се фрли. Да. Ако си стоеше на човекот, ако беше веќе у одбрана наместен, мислам дека тој фаул немаше да биде. Да. Тачно. Така да, тоа е. Ама и трендот на промашени зицери продолжи во наредната утакмица со Спарси, исто излезе сам во контра и сакаше на втор обрач да се направи. Тоа поспектакуларно промашување. Да, втор обрач сакаше и ја остаje ја како што ја завршувам. Никаков спин, никаков инглиш, него мавна у табла просто така неинтелигентно се одби топката. Тоа е кога мислиш дека хенг тајмот ќе ти додржи од едниот до другиот обрач, ама не додржувај, ја маваш. Да. Ама еве, и да е Шеј да заокружиме. Мислам дека нема љутиш јаме. Целиот body of work, целиот продукт он што го дава не само оваа сезона, него и лани. Прошлата беше втор. Исто беше тука. Треба да се награди секој случај. Брат, 122 победи имаат Оклахома комбинирано прошла сезона и оваа сезона. Вау. Тоа е премногу е. Сваќаш. Свака част. И сега за плейоф пример за нив исто зборат дека америчкиве медиуми што ги ESPN и некој таму. Ја на Сител гледам, не знам кај гледаш ти. Викаат Оклахома не се доволно батл тестет, не се доволно демек. Па го слушаш Маркус Морис. Тоа го гледаше. Маркус Морис гостуваш у ESPN, не се батл тестет. Не знам што значи тоа да се батл тестет. Не бе, повеќе имаат кажано. И не знам, и Стивен Ейс од Джей Вилиамс кажа, и оној кажа Вилбон, и Перкинс, и плејада на... Нема везе. Ја не дека се согласувам за тоа, него те прашувам тебе, дали тоа држи како теза според тебе? Па еве, јас не се согласувам. Дали мислиш дека мора да изгубат на највисоко ниво пред да
бидат спремни да освојат. Не Како Бостон, например. Бостон се мачеа да дојдат до прстенот лани. Имаш имаш различни примери, да, изгубија така, ама Golden State кога го освоја првиот прстен, тоа беше последен пораз во прво коло. Да, оние тен фуриозно го освоја. Изгубија 7 утакмици од Clippers прво коло и наредната година освоја. Значи нема некое мерило. Battle tested. Значи они лани има многу јака битка има со Лука. Да. И на крајете човекот ги дисекција им направи, ги победи. Ама 4-2 тоа беше стварно 4-2. Тешка серија беше. Да. Многу тешка серија беше тоа. Ама ете, тоа е батал. Они влегле у битка, изгубиле, имаат некои заклучоци од тоа, имаат ке пораснат како без екипа. Без Чет, без Хартенстайн, без Карусо. Другиве сите растат сега плюс Ајзеја Џо, Кейсон Валас, кажи го и уште еден имаше. Оваа сезона попара прават. Арон Вигинс. Оваа сезона кој како влезе од ролплеер попара прави. Затоа уствари таа екипа ти не можеш да ја мериш на Оклахома екипата и на Денвер. Никако. И кога ќе збориме за MVP, па вака беше, онака беше, па види му екипата, коска екипата, кој влезе. Да. Добра, ама не е ни он крив што му е толку јака екипата. Не, добра, да. Ама ги споредуваме сега. Оклахома е топ од почеток до крај. Да. Одлична екипа. И да заокружам, не се согласувам. Battle tested, ете. Лани си го направија све што треба имаат за да освојат оваа сезона. Да. Све што треба имаат за да освојат и мислам дека се тешки фаворити моментално. И ми се свига што не се изглупираа како Минесота. Минесота беа ролплеер до титула. И они што направија? Значи да го земеа таков некој Карусо, Марусо, некој ситен да земат и да атакуваат оваа сезона на титула. Они ја растурија екипата. Као Демек немало да може да му плаќаат, немало да сакаат да му платат на кат нов договор, затоа го даваат. Па што ја водиме екипата тогаш, ако не ќе да платиме на шампионска екипа, брат. И Денвер ја упропастија така. И да. Освоја титула и не сакат да им плати на играчите, брат. Некаш да оплатиш после KCP. Не знам тогаш што е финтата на ова на кошарка. Кога ќе видиш и на Лука, трампата се сведе на крај на парите. Добро, кај него е подлабоко. Далас имаат заштеда од некој 250 милиони долари со трампава на Лука, затоа што наредно лето ќе треба да му дадат најбогатиот договор во историјата, некој таму што го збореа 350-450 милиони долари. И они имаат сега со тоа што го тргна, имаат као ама кој продава? Од кај ги враќаат парите? Они од мене да не ги враќаат парите. Се знае кој чиви дресови се продава. Ама некако ја гледаме со поише примери дека све за сопствениците на екипите, све се сведува за пари. Добро, кај Лука многу беше замрсена работата. На крај мислам дека по моје некое видување се сведе на тоа дека они не веруваат дека Лука може да ги однесе до титула со, не да кажам понашањето, ама со формата во која доаѓа успорене од сезона у сезона, само се успорува, он пак си го дава неговото, ама некако кога ќе го видиш. Да, направивме ние видео за тоа. Да. Малце не искритикува. Контроверзно видео направивме. Да, ама тоа е факт. Да. Тоа е факт. Како се зачна тоа видео, како почнавме да збориме за тоа, кога дојдов со хајлајтсите, кога ти реков, види го првата сезона што прави, види го сега колку е. Статистика излезе на Reddit, све документирано. Добро, статистика, да. Не бе на Твитер имаше, брат, прва сезона хајлајт микстейп, куца, брат, ќе се залета, ќе закуца, ќе помине играч. А се има 26 години. Не е остарен за да не куца. Ова е прајмо, тука треба да е најдобар. И сега добро, имаше таму некој демек тврдеа јас сум кошаркар, Лука игра професионално од 16 години, многу е banged up. Демек веќе 10 години професионална кошарка и ради тоа као му даваат изговор зошто он е у послаба форма од другите, да речам, на негова возраст. Не се согласувам. Затоа што трпел демек толку години професионална кошарка. Не се согласувам со тоа затоа што
професионална играј преку лето за Словенија, европски, игра квалификации, игра светски, игра олимпијади, не пропушта он пример. Абе брат, сите луѓе у Америка се жалат, оние AAU, што се за млади као турнири, кој кај нас екипите што се за младинци. Таму турнирите се играат по 4 утакмици на ден играш. Значи стануваш од 6 сат и па тоа ти кажам, и во Америка играат по многу. И сега ќе споредуваме, тука е на професионално ниво, тука е на младинско ниво, трчаш брат, се трошиш и таму и таму. И не гледам како Ламело Бол, пример, неговата генерација највеќе ги критикува за тие AAU, дека прават глупости по 4 утакмици од ден што играат. Да, ма и Ламело Бол од повреди глава не може да крене цело време. Кај Лука не е повреди, брат. Мислам, и е и повреди, ама кога го гледаш здрав на терен, кој ќе речеш, е спор. Добро, од кога дојден у Лейкерс, ја виде првата слика од првата утакмица и сега меѓу последно. Што прави Оземпик? Сајаш да ти кажам за тоа што мислам уствари за тие сликите. Харден нели има такви многу играчи имаат неверојатни промени за 3 недели. Тие играчи што имаат многу килажа и многу маса на нив, имаат и многу вода. Да е среди малци исхраната 2 недели, да биде на построга исхрана, и вода паѓа, и килажа паѓа, пошто ти од 100 кила човек, лесно е малце да... Па 100 кила, Лука беше некој 120 и може. И плюс, ако е уште повеќе. Тоа ми е муабета, да. Не, ама ја мислам дека е секако е направен Срча. Сега, последниве, не е веќе 2 недели, 3 недели, него е од февруар до сега се 2 месеца, здрави 2 месеца. Со нутриционист работи. Да, со нутриционист работи го имаат впрегнато. Добро, тоа е добро. Лейкерс е трето место на запад, драги гледачи. Ја како изгорен фан и на почеток на сезона, у првата епизода бев хајпнат, ама до волку не очекував стварно дека ќе догураме. Не, ја уште пред Лука фрапантно ми беше како се тука негде, како се држат, ми беше фрапантно. Свака част. Мислам дека Остин Ривс има голема улога онака сезона. Како не. Многу голема улога. Како не. И за Лука имам зачувано исто на телефон, на Инстаграм што ми искочи. Од доаѓањето негово во Лейкерс, Дончич е прв во сите статистички категории во екипата. Значи ги води Лейкерс во поени, во скокови, во асистенции, во украдени и во погодени тројки. Е прв, е. И во скокови. Браво. Ова ги побива. Може да биде играч ова дете. Ги побива сите тие муабети што ги направивме во видеото дека ете он е out of shape или натаму. Ја пак кога ги гледам споредбите, пак се држам до тоа, ама да, ние кажуваме дека он доколку би се довел у форма, ќе биде екстравагантно. Да. Пошто ти Џордан, Леброн, сите имаат развиено техника на пост или леџно или било како, или полухорак, нешто едно друго, од која стареат, од која се успоруваат. На 26 години да си толку спор како Џордан и Леброн на 36 е малце симптоматично. Леброн сега е поспремен од Лука. На вие го па поспремен е. Ама тоа се гледа на терен, он е поспремен од него. И тоа е жалосно. Кога трчаат камикази на тренинг, сигурно го јаде. Ја не сум сигурен дека Лука трча камикази. Не, никај не трча. Не, ама му го виде загревањето на Леброн, нели? Драгите гледачи, не знам дали го имаат видено. Не знам ја дали го имам видено. Па од кош на кош му даваат, на едниот кош положува, па трча спринт му даваат бейсбол пас на другиот кош. Тоа е фактички така е како камикази. Лука таква вежба, не сум видел ни еден клип. Брат, ти толку години ние од Лука сме виделе по скалите само кога трчаше едно лето ти текнува. И едно лето излезе у сала со конусите на околу слободно. Устав, тоа личеше. Тоа беше многу споро. Срамота, ја не го избацувам тој клип, брат. Ке го видам? Не, дај уште едно снимки, рече брат. Ликт беше тоа. Леле. Ете, тие две ги имаме само воркаут видео од Лука, брат.
Нема. Што е за право е, нема. Не обожава човекот. Со сето тоа, кажано, Лейкерс се најопасната екипа на западот за Оклахома. За Оклахома, да. Моја мислење, они Денвер дека можат Оклахома да им дадат добра борба. Ама па на Денвер можат и од 2 до 8 место екипите да им дадат проблем да им направат, така да. И за тоа уште еднаш го кажуваме, ова секоја година се кажува, западот е хаос оваа година. Западот е лудница. Западот е лудница. Како се моментално Рокетс може да се ја ги гледам Лейкерс, брат. Рокетс од Лейкерс може да 3-4 утакмици, ама од Лейкерс до Клиперс се на 3 утакмици сите. Од Лейкерс до Клиперс 2. На 2 дојдоа. 3, 4, 5, 6 и 7 и 8 место се 2 утакмици. Лейкерс е 47-30. Ова а овие се 45-32. На 2 утакмици, човече. Од 3 до 8 може да се испомешаат сите, значи до сега некој да тргне у серија. Да. А Лейкерс имаат 2 гостовања у Оклахома. Да. Мада знаеш што ме теши само фактот што Оклахома изгуби против Рокетс и нема да иде на 70. И викам сега ќе барем една ќе лабават. Држи вода. И се надевам дека една ќе земеме таму, као Лейкерс, као Боте, што вика поздрав до Боте. Пеликан си ги тепавме синоќа. Далас иде, драги гледачи, најјаката утакмица на сезоната, најочекуваната утакмица на сезоната. Лейкерс гостовање у Далас. Добро, само ова не е како Леброн кога се враќаш у Кливленд, овдека го трейда. Лука го трейда. Да, ваму Леброн го свирка, а овој ќе го дочекаат. Ама ќе има ревенџ гейм. Мислам дека. Дај Боже. Да. Дај Боже. Кога сме тука, викам. Кај Хјустон кога ги спомнавме. Твојата омилена Лиг Пас екипа. Сакам само тоа пак да го кажам и на подкаст. Дечки, омилена Лиг Пас екипа е хаос е секоја утакмица. Потврдувам. Ќе гледам ја што ќе гледам и ќе видам на резултати. Ако Хјустон води 9 разлика четврта четвртина, се пуштам, ќе им го смалат водството. Ако губи, они ќе се вратат. Многу е јако. Многу е јако, играат сите. Исто како Оклахома, кој како влезе. Дали е Амен Томсон, дали е Джабари Смит Джуниор, дали е... Некад ќе видиш Джелен Грин на клупа цела четврта четвртина. Джелен Грин седи на клупа, Тари Исон игра, разбираш? Тари Исон е коска од дефанзива. Кен Уитмор играчи, не знам што да ти кажа. Ама и они може да тепаат секого, може да изгубат од секого и тоа ги прави многу интересна екипа. Многу посакувана екипа за некој како Лейкерс и како Warriors, например. Ајде да видиме. Ако не у прва, у втора рунда. Да, добро, да. Него друбевме кај Лейкерс. Гледав да видам кај се офанзивно и дефанзивно. Многу се млаки, бе, брат. Па после All-Starот имаше некој спен, некој период од околу 2-3 недели, можда и месец дена, кај што Лейкерс беа први у лигата у одбрана. Ајде задни 12 утакмици да видам како тоа ќе изгледа. Не, паднати се сега. Паднати се? Не, одбрана посебно. Не. Види у цела сезона. Па цела сезона ти викам, 14 одбрана, 12 напад. Медиокер, да, средно жалосно. А трети на запад. Трети на запад. Занимливо. Чудновато, да. Добро, дај... Не, трети на запад. Стварна околности, гледаш дека до 8 место може да паднеме за 2 утакмици. Како и да е. Така да, тие од трети до 8. треба да се тепаат да доеш до трети. Да. Ја знаеш само од што се плашам, као Лейкерс фан? Само да не бидеме пети, а Голден Стейт да бидат четврти. Од тоа само се плашам. За прегледи Никле таа серија највеќе ќе носи. Ја најавам за таа серија. Најавам ја, ама втора рунда барем. Пошто Голден Стейт да бидат дома у серија со Лейкерс, ја многу се плашам. И како бе па Не, една ги тепа... Сега тепа у Лос Анджелес тепа. Не, у плейоф. Нели у плейинот една тепа Лейкерс? Добро да, ама сега имаме други екипи. Батлер, ние Лука го збориме, ама Батлер, например, за Голден Стейт направи многу голема
промена на подобро. Кога дојде Батлер нешто се Они се многу, да. 19-4, 16-4 нешто така. Видов сега петорката што им играше со Поджемски. Поджемски дава сега по 28 поена. У полувреме. 22 на Лейкерс им дае. Да. Дечки, ако сте приметиле, сите играчи кои ќе дојдат против Лейкерс или се враќаат од повреда, или даваат 20 коша у полувреме, а не дале 20 у кариера. Со тие лузерски Не бе, изјави. така е. Еве, Ама само така против е. мојата екипа игра. Така е бе, и JJ Redick извади статистика дека 80% се враќаат на Лейкерс после повреда. Замисли, троши време на тоа, човече. Па се уште ги има информациите дека беше подкастер од до завчера. подкастерските денови, да. By the way, сега имаме нов кандидат за хед коуч следна сезона. Стив Неш е у подкастот со Леброн. Да. Не знам зашто нас никој не контактира, еве, и ние за хед коуч. Барем на 3-3. Добро, ја 3-3 сум водител, ти можеш да бидеш. Ти водиш, бе, да. Добро. Дечко знае да црта акции, може да го земете. Не, јас знам и акварел и гваш, цртам све, било какви техники, знам све. Да. Да прочитаме уште некоја тема од драгите гледачи. Dark Horse во плейофот. Добро прашање. Тројански конј. Абе, види. Финале на запад едната екипа е Оклахома. Тачно. Ваму Бостон и Кливленд, мислам дека тие се. Сега Dark Horse, особено на запад е кој ќе направи интересно второ коло. Ќе стигне прво во второ коло, па ќе го направи интересно. Тоа многу зависи од распоредот на табелата, од 3 до 8 разврската да се види. Еве ти, ја пак одам, ако останат како што се, Хјустон и Клиперс се underrated екипи и една од нив секако ќе отиде во второ коло. Ако се паднат они прво да бидат. Да. Пример. Сваќаш? Да. Дојде ли у второ коло, посем што можат таму да направат? Каувај Ленар да збесне. Да. Да игра. Да игра, па замисли што ќе биде. Збесне, да. Ја би рекол тие две Dark Horse само тие, пошто а добро, на Мемфис им дамели, ета Минесота. Во многу добар ритам се во добар ритам. И сакав да видам што се дешава, едно нешто Ова што приметив. добар ритам. Да. Едно нешто што приметив е дека Джулиус Рендл игра побрзо со топка. Мислам, решава побрзо. Оноа, или пас, или шут, или влез. Нема неговите джеб степ, памп фейк, такви глупости, нема. Уште еднаш джеб степ. Да. Моментално се 4 поред и 7-3 во последните 10. Ама искрено крај на утакмица многу лоша екзекуција имаат и све се чека на енд. А енд не може да погоди за жива глава гейм уинер. Знаеме какви му се шутевите. Последно беше 0 од 19. За тоа е статистика на Ентони Едвардс за последен шут за победа или за израмнување, последен шут на утакмицата. Да. За базер битер. 0 од 19. Сега може и повеќе. Тоа последно ми е останато глава, може 0-20 сега. И сега почна да ја додава на последната која имаше 2 овертајма со Денвер. Ама му ја додаде. Ја углави. Ама се гледаше дека не ќе да ја решава он. Па што? Не ја углави, ја се ослободи побрзо од топката на у 2 наврати. Ја тој едниот знам на лева страна која му ја даде на Рендл, на 2 секунди до крај беше. И после тоа он му ја даде на Рендл му ја даде на Александар Уокер у корнер. А изгледа така беше, овој која му ја даде на Уокер. Значи на 2 пати се ослободи од последниот шут. Доста ме зезаат, си вика 0-20, кај сум па уште ли да идам натаму. Али што рече ти за Мемфис рече? Ја Мемфис, не верувам за во таа Мемфис, екипа. дали веруваш у Мемфис? Джа Морант се покажал до сега многу као клучен играч. Ова гейм уинеров што беше пред некој ден не е прв такви гейм уинери он да се залета, да влезе и
тука inside the paint па има сигурно некој 5 game winner такви. Значи ова може да е ствар на укуси, ама за мене, за мој укус, екипа со Ja Morant како лидер не ја гледам ни во конференциско финале, искрено. Не, да, сега се далеко од конференциско финале. Може у прво коло да изненадат некого. Може Warriors да ги изненадат, може Lakers да ги изненадат. Можда. Имаше статистика дека од јануар или од кога со екипите што имаат 50-50 скор или подобро, они беа негде 0-8 или 0-10 или нешто така. Ајде. Да, и ако ти текнува, они втори беа. Беа. Втори на запад и падна, еве ги, сега се 8. Има многу лоша серија и уште се 37 се у последниве 10, ама еве пример, добра победа има сега. Со со гейм winner со Мајами. Ама и што направија со Бостон? Со Бостон и со Голден Стейт мислам дека игра. Дали една тепа, една изгубија, нешто така беше. Од Бостон изгубија. Со Голден Стейт не знам. Добро. Небитно. На исток, твоите Никс исто се у некоја 0-10 серија против најдобрите екипи у лигата. Се разочарав ја доста брзо од моите Никс. Мада се без Брансон подолго време. Еве го сега ќе се враќа. Се без Брансон бе брат, ама екипата се праеше за да може да преживеат без него. Добро, они па и Макбрайт им се повреди. Сите плеови и Камерон Пейн се повреди. И он ли се повреди? Леле. Немаат плей, Делон Райт го вратија у прва петорка. Делон Райт игра, човекот немаше играно не знам колку време. Го пребришува со микрофибер крпа од прашината. Со Icy Hot го мачка пред утакмица. Ама што знам, сепак не, многу беа тенки на плей, ама со Брансон назад, не ли мислиш дека у плейоф серија со Кавс на мада они нема да укрстат, да со Кавски укрстат, второ коло со Кавски укрстат? Не. Не? Втори, трет, прв и четврт, они се трети. Со Бостон ги укрстат. Па ја со Кавс поише шанси. Бостон ги таманеше. И Кавс ги истамани, ама ете, као демек на хартија на имиња ќе речеш со Кавс. Со Кавс поише шанса би им дал второ коло, ама против Бостон второ коло стварно не гледам дека поише од една утакмица би можеле. Ја и Брансон и кога играше со сериозни екипи, кога гледав како си ги таманат. И тоа блоуаут утакмици се. Тие 10. Што ги имаат изгубено. А и Кливленд, ја знам. Бостон, Кливленд и Оклахома? Да. Се 10-0. Да. И све се блоуаут. Повеќе најголемиот дел блоуаут беа, да. И тука гледаш, ти покажува самата регуларна, ќе речеш регуларна сезона, плейофот друго е. Се гледа, брат. Со кој можеш да се носиш, со кој не можеш да се носиш. Добро, тој поглед и Кливленд сите ги збореа дека се флук, дека се само уште една добра регулар сезон екипа, ама они па пример со Оклахома отидоа 1-1, со Бостон исто зема 2 утакмици ако не се лажам, од 4-те. Сакам да кажам дека со јаките екипи, со фаворитите се покажа и они јако. Па не знам кој вика дека се флук екипа. Веќе не, ама се збореше тоа до после All-Star се збореше. Они системот што го имаат, име системска екипа се. Кога си системска екипа, секако ќе бидеш добра регулар сезон екипа. Во плейофот може да дое до ситуација каде што ќе имаш мисмеч со некој, па ќе те ловат цела серија, пошто плейофот е тоа. Па тоа ми е страшно. Ќе ти најдат слабост, па брат, бекчињата им се мали. Пример. А и Мичел не ми е reliable прва опција у напад. Па не, по-reliable ми е мене неголи Гарланд, да речеме, ама... Ама он знае многу да се занесе и да влезе у лоша шутерска серија. Ама игра, нема солирање. Играат сите, брат. Тоа викам да не дое плейоф, да не почне да се наслонува кон тоа. Се надам дека не, ама колку што сум ги гледал Кливленд, мене многу ми се свија како играат. Им најдоа место на Апла не верував дека Мобли и Ален можат во иста екипа да играат. Они супер играат. Супер играат, им најдоа место. За мене најдобриот сајнинг они го има на преоден рок. Да бе. Деандре Хантер. Трейд беше тоа. Да. Успеа двајца
просечни G-Wagon и оној Карис Леверт да ги претворат у Деандре Хантер, човече. Да. Супер им легна. Има лоша серија, изгубија 4 поред рандом и као и од некој бош екипи. Да. Така пат, според мене март е најбош период во лигата, кај што чекаш веќе да дое април и да дое плейофот. Да. Нема веќе ни All-Star, ни Christmas, ни ништо нема. Си ја поминал сезоната, гледаш дека си прв, гледаш дека идеш у плейоф, викаш дај нека дојде само. И им клизна неколку утакмици, ама еве 6-2 победи, коска екипа. 6-2 се утакмици и тоа треба да ги изиграш. Да. Муабетот Леброн како лидер на Кливленд 6-6 има рекорд. Значи да? се и блиску они до 2008-2009, мислам дека е Леброн 6-6 и овие се блиску да го стигнат и тој рекорд. Онака изводливо ако се толку блиску да го видам распоредот. Со наредни утакмици играат со Сакраменто дома, со Чикаго дома, победи. Индиана гости, Нью Йорк гости, Индиана дома. 4 победи треба од овие да најдат. Од тие 5. Да. Добро, изводливо е. Да. У реду. Муабетот ми е дека според мене Кливленд и Бостон ќе се решава на исток, OKC и која ќе биде втората екипа на запад ќе се решава. Па тоа ти викам, ја како фаворити покрај OKC би ги извел Lakers и Warriors. На Денвер не им верувам некако. Warriors се уналет, секогаш се јаки у плейоф. Знаеш, пошто ти беше судија, што викаат она судиско убедување. Не можам да се убедам за која екипа би било тоа. Ти можеш да ме убедиш за сите, да ми направиш you can make a case, што викаат америте. Можеш да ми... А на Рокетс им фали pure scorer, им фали на Рокетс. Да. На Рокетс им ама фали се добро позиционирани и за трейдови и за Да. Имаат и пикови. Ги зборат за следна сезона и за Дурант се збори за Рокетс и за Букер се збори за Рокетс. Така да они Дурант да отиде у Рокетс да земат таков некој профил на играч има да бидат страшни. Искрено брат, со Фред Ван Влит како не стартер, може, да. Не. Да ти од клупа како што играше во Торонто, супер, ама супер не е 6, стартер. да. Не стартер, не можеш многу, баш кај е мал, да, се бори се тоа, ама... А не е ни природен плей-он некако. Да, хибрид е. Некако е шутер, че така да шикаш од втора поста да влезе. Да. Така да тук, муабетот ми е тука треба да гледаат прво да направат апгрейд. Центарот им е супер, да речеме. Со Джелен Грин што ќе прават, дали ќе го чуваат, дали на него ќе бараат апгрейд, ама он е веќе супер старот у екипата, тој што мислиме дека ти е најдобар, уствари ајде Шенгун е all-старот и он ја би го остел него ако нешто, да. Ама да ти биде на клупа цела четвртина Джелен Грин. Не бе, добро, не знам што се деси таа утакмица, искрено се седеше стварно, ама зашто ја не знам. Некојаш нели тренерите знаат серија ако има да ги остават. Па да ги остави. А со Хјустон секогаш има серии или против нив или они добро, прават. А за defensive player of the year, Амен Томсон примере можда не моментално, ама веќе од наредна година они брат му се стварно као стубови брат у одбрана. Значи толку јаки атлети играчи. Да. Оддамна не се појавиле у лигава. Да. Ги ставаат и на плей го става и на двојка и на тројка. Човекот, све чува. Да бе и центри и со центрите се бута и нив ги лепи да ти. За помош, да. Многу страшни играчи. Да. И зборот ми е Дреймонд Грин некако исплива у муабети за Defensive Player of the Year. Некој ме пише исто за тоа, викам ја ќе прекинам да пратам НБА ако му ја дадат на Дреймонд Грин. Значи попрво на Амен Томсон ја би му ја дал наградата. А има и многу други играчи. Тоа ми е муабетот за дефенсив нема толку
оние статистики што ти кажуваат, ете, ово е тој. Разбираш? За MVP пак ја видиш колку поена, скокови, асистенции има, кај си на табела и тука веќе имаш некоја јадро од играчи за кои ќе гласаш, така. И тука веќе ќе се караме, абе, овој има адванс статистики, абе, овој победи повеќе, ќе се објаснуваме. Ама за defensive player... Ама и за defensive, мора екипата твоја да биде меѓу првите, за да ти дам ја тебе defensive player. Првите во одбрана, зборам. Во одбрана? Да. Епа ја мислам да со му се даде. Со тоа кажано, Оклахома се први, Клипер се втори, трети, четврти, пети и да ставиме линија и да даеме награда на некој од првите 5. Аха. Па не, добро, и за MVP не е тврда линија, клизно е. Некад зима и шестиот, ете. Добро, да. Ама ај види ги Golden State, кај се сезонава у одбрана седми. Со тоа што, кој знае колку е напумпан од која Джими дојде. Последни 20 утакмици. Бајаги. Пошто они отидоа на 15-4, ти викам, на 16-4. Да, Бајаги е напумпана, да. Кливленд, Ален го овој Мобли го зборат. 8. Детройт се 9. Денилс од Атланта, они као екипа сигурно се доле негде можда. Ама Дайсон Денилс, он како индивидуално што се стакнува. Од моите омилени играчи, да. Он постои рекорд сезонава за украдени у сезона, мислам дека. Атланта 18. 18, ете, на него не си да му ја даеш. Што имавме у видео сега меѓу последните за Лу Дорт, драги гледачи, леле, графиката нема да едитираме сега, Еве ќе ја кажеме, ја нешто памтам, ама тоа е статистика против Оклахома на звезди. Против Оклахома, ама звездите секојаш ги чува исклучиво Лу Дорт. Сигурно дека него горат Шеј со звездите, ме разбираш? На графиката се и Лука и Леброн, што ќе каже дека не може двајцата да ги чува, али бројот на поени на одредени звезди во лигава, например Лука Дончич во аверидж во просек сезонава има 27 поени. Против Оклахома, како член на Лейкерс, има 16 на една утакмица. Леброн Джеймс има 24-5 во просек, против Оклахома има 12 поени на таа утакмица. Девин Букер има во просек 25, против Оклахома исто има 15, минус 10 од својот просек. Кај Донован Мичел беше најголема разликата. Он има у просек 23-24 на сезонава, а против Оклахома само 9 поени у тие две утакмици што ги играат. Ги најдов конкретните, ако сакаш да ги прочитам, да. Па тие се, уште еден играч мислам дека им пропуштено. Леброн. Го кажав Лука Леброн, Букер, Кейт Канингем не го кажав. 25,7 аверидж има, 11 поена против Оклахома кој игра. Да. Ова не е мала разлика и 24 со 9 е Мичел, 24 аверидж, 9,5 со Оклахома. На 9 ти Мичел. Тоа е на едно цифрено да го задржиш, брат. Главниот играч на екипата, на најдобрата екипа на исток, најдобрата екипа. Во две утакмици да го задржиш на едно цифрена бројка. Стварно е тоа луда одбрана. Страшно. И тука не застанува листата на играчи, него имаше тој дечкото аналитичарот. Да. И скриншотчиња направивме. На многу звезди имаше. Ентони Едвардс исто има пат кога игра против Оклахома. Зајон Вилијамсон има пат кога игра против Оклахома. Значи генерално над звездиве. Пола лига звездите што се дојде ли Оклахома? Вика како звезда, како играч во лигава, не ќеш да дое вечерта кога ќе играш против Лу Дорт. Факт е дека Оклахома може да свичаат сите играчи и да има блок ако не ти е Дорт ќе ти биде Карусо, ако не ти е Карусо ќе ти биде. Замисли седнува Дорт на клупа, влага Алекс Карусо. Да. Па ти глава немаш да кренеш 48 минути, дечко. У тунел. Ама муабетот ми беше они свичаат и имаат многу дефендери, ама примарен дефендер, примарен одбранбен играч на секој најдобар противник е Дорт. И ако веќе апла не знаеш на кого да ја дадеш, јави му Адел на Дорт.
наградата. Да. Ем се први, ем го знаеш тоа дека он нема ич бројки дефанзивни. Као има 0,5 банани и една украдена. Ама тоа сакав преска на почеток да го кажам, бананите и украдените топки не ни влагаат не се влага. Добро. Дај некоја друга тема. Ти имаш ли вака нешто? Јас сакав да кажам, да. Знам дека имаш нешто што сакаш да кажеш. Ја многу сакав да дискутирам за опасни екипи, доколку им се деси преран излез во плейофот. Прва опасна екипа е Милвоки, односно Јанис. Опасна за оф сезона да се распадне? Опасна за да се распадне, за трейд некој да се деси за едно друго, да. Да, Милвоки веројатно се една од тие екипи. Јанис мислам дека и треба да си оди. И сакам да си оди. Не бе, брат. Брат, нема што да прави. Абе, Лилард ќе си оди. Сите пермутации ги направија, не може веќе оваа екипа, тоа е плафонот со Брук Лопес и со, како се викаше бейсбол играчот? Бейсбол бе бил... Боби Портис, не бе, не... Белиов шутерче 24. AJ Green. Не бе, не. Стар играч од шампионската е. Куцачот. Ке се убија. Андре Джексон. Не бе, брат. Ме збуни се. Не бе, не знам зашо се блокирав. 5 Конатон. Значи со 5 толку е, брат. И 5 Конатон и 6 и 7 колку и да се. Значи толку е. 5 Конатон. Рачунај ти они го зема и се крстат у Кузма. Да. За deep playoff run. Да. Добро, сега они има и несрекни случаеви таму, Демиан Лилард таму исто као Ама и да беше Лилард, брат, таа екипа. Клод. И да беше Лилард, а ти погледни го Јанис. Али стварта е што они никад не видовме дека они може да бидат страшна екипа. Јанис и Лилард играат 2 сезони и не видовме од нив дека они може да бидат страшна екипа као комбо. Не. Точно. А рачунај Јанис, па брат последниве, не знам, 5 години, 6 години, он е стално first team all NBA. Да бе, да, и стално е у први 3 за MVP. А Тивко, никој не го зборат. Ама сега не го зборат, тен се одлепени овие двајцава за MVP тркава, ама Јанис е трет, секат е трет. Манстер бројки има и Лани беше трет, и Преглани беше трет. И сега, кога е у таква ситуација, не знам, брат. Гери Трент Джуниор, Боби Портис. Боби Портис не е ни веќе. Суспензија, можда уште... Брук Лопес. AJ Треба Green. млад играч, некој добар бе таму. Да Андре Джексон Джуниор. Не е ти ова, брат, не можеш коло да поминеш. Ну, не знам бе Кузма зашто го зема, може ја подобар потек да направат. Не може, брат. Не може. Им требаше скоринг по секоја цена. Они се збореше Зекла Вин, брат, дека ќе го земат. Замисли која е разликата од Зекла Вин и Кајл Кузма не ме зезај. Па не сум сигурен дека има cap space за да го земат Лавин. Абе Мидлтон го дада. Ако пак ово е на Максе бе, брат, Лавин. Добро, ама ќе убаце уште некој, ќе го стаја и Боби Портис онака, не знам. Боби Портис со тоа маичката бела тука испод дресот. Кој е втор? Ај кажи, кој е стрелец позади Јанис? Ај, Лилард се повреди сега. Од кај има... Па нема стрелец, после Лилард, Кузма не е стрелец. Ние, збориме за Њујорк, колку деме као ме разочарале како екипа, ама кога ќе видиш екипата, има луѓе што даваат таму, брат. Брансон. Кет, Брансон ако не, Кет дава, Бриджис дава, Ануноби ќе даде. Озбилни играчи се. Да. Овдека ти ако не ти е, го Лилард се повреди, сега Јанис игра со Портис, со Брук Лопес, со Кузма. Со шести играчи, тоа се све шести играчи. Да. И ти викам, веќе се стари. Брук Лопес стари. Стари се. Добро, ете, Јанис... Според мене... Нешто он збори, ама брат, јас знаеш што мислам, дека Јанис е сличен тип на човек, како Јокич и како Дончич, дека он не сака да си оди од таа екипа. Он не ќе од градот да си оди. Он бара да му донесат, ама ја мислам дека он не е спремен да си оди од таму.
Држи вода, ние вчера ли кога зборевме за тоа. Јокич ми е тако флегма Јанис човек. Јанис е фамилиарен човек, е Јанис. Ете, тука се закотвил и Јанис е фамилиарен човек. Си збори за жена му, за децата на секој постгейм. Не троши пари, не се расфрла, не ама иде. не брат, ама кога толку сакаш да бидеш great, гледаш колку работи на телот, никад не бил, не знам како да кажеш, абе Јанис здевелене, не е у форма. Се збориме за Лука. Збориме за каков е, што е, Јанис е, абе. Arguably најаката атлета у задниве 20 години збориме, какви стакло. Ама работи на себе, бе. Работи, он ти е втор Леброн, ти он по какво беше Кускуле кога дојде у лигата? Јанис ти е олицетворение второ на Леброн Джеймс. И по многу може да бидат така што не се. По должина на кариера, ја мислам дека Јанис можда е единствениот моментално што може да дојде до Леброн кај што е се. Мислиш? Ја мислам од играчки аспект нема може. Нема шут. Леброн и тоа како убави шутеви разработи, тројката сега му е снайп. Абе Јанис има мидрейндж шут. Нема тројка ич, ама Леброн се уште е моќен да се бута на мускули и на 40. Сам да кажам дека и Јанис ќе биде се уште моќен на 40 да се гура. Затоа што е толку јака атлета. Занимливо, добро, интересно. Таа градба има, ја го гледам истото. Дури посилене, Добро, наредна екипа Феникс ќе се растурат по дефолт тие. Ќе се растурат и треба да се растурат. Ти почна збориш за плейоф екипи. Феникс секако не се ни плейоф екипа. Крај на сезона, на кој како ќе му заврши сезоната. Да. Ама симптоматично е тоа што екипите на Дурант у последно време танко. А видели тоа што излезе дека Нетс 22 го одбиле Джелен Браун и Дерек Уајт за Кевин Дурант? Нетс? Да. 22 година, Дурант во Нетс. Джелен Браун и Дерек Уајт. Абе, знаеш дека имаше Мене тоа новина ми беше сега, да, ама Не, си има изгубено у хаосот, ама имаше муабет пошто за Бостон пред да освојат беше многу јако лобито да се растурат. Да, не можат, да. Па ја ги бранев тука по подкаст и да ги бранев. Има изгубено 22 од Голден Стейт го изгубија финалето. Да. Ако не е тоа лето, одма после финалето, валјда може да и тоа лето. Да. Да гледаш, они пробале да се растурат. Ама не ќе судбината. Да. Не, Бостон, не знам како ќе играат против Оклахома, ама мене се уште некако ми се фаворити. Секогаш на шампионот му даваш фаворитска улога. Пред некој ден ги гледав, да, така беше и за Денвер, дур не изгубат. Да, дур не изгубат, веруваш. Да, верувам дека ќе ги гледав, сега беше бе брат, завчера ли, изгледа завчера, шутна па некој 60 и кусур тројки шутна. И им влага. Не се нормално. Им влага и тоа уште повеќе ме нервираше затоа што имаше и многу нерезонски шутеви. Значи Тейтом и Браун кога ќе ги видам на кош, кога ќе ја зема таки, кога ќе ја стават, викам, абе зашто не го правила секој напад човече, да. Незапирливи се. Има ти потек и она што викаат counter move, контрапотек, ти ако ги затвориш, ролинг или едно, друго или со рамо ќе ти изгура, ќе ја стаи. Да, и они се врхунски атлети. Поминува брат, пола терен ја става крос ноги еднаш и ја фрла од пола, а викам, абе што правиш? Го виде тоа графикот дека оваа сезона за прв пат бројот на промашени тројки го надминува бројот на промашени двојки. Да. Во историјата на кошарката. Кривите вака идат. Шуп, и тука се спојуваат оваа година. Се шутираат повеќе тројки од двојки, драги гледачи. Математика. Не сакам многу на оваа тема, пошто има многу критики, кошарката веќе не е тоа, едно друго, ја како човек што секој сабајле останува до 4-5, не сакам да го слушам тоа, на мене ми се свие кошарката и еве, затоа и дремам. Ке се намалили бројот на тројки во плейоф? Секако се намалува бројот на тројки во плейоф. Бостон дали ќе намалува? За Бостон? Не знам, ова е нивната рецепта. Стварно. Да. И освоја, и ете, дур не изгубат, па веројатно тоа ќе нема зашто да...
Джо Мазула исто ми е многу кул лик. Го прашале честитоа за награда на коуч на месецот, што мислиш за тоа? Поголема глупост немам чуено, вика. Да. Добро, интересен карактер е Мазула, знае да одлепи некојаш. Не знам дали го имаше гледано тоа кога биле Меган Маркл и тој принцот. Хари. Да, и биле да гледаат утакмици, вика The Royal Family, вика кралската фамилија беше тука, дали ги примети. Кој бе, вика Джозеф Мери Енджис, да. Вика, ја само таа кралска фамилија, Божјата ја знам, вика, ја не знам друга фамилија. Да, реално. Меган Маркл дое на ред кралска фамилија да види. Да. Практикантка у Суц беше. Суц една од единствените серии што ги имам гледано. Да. Ми само ново време, не збориме за Friends као мали на телевизија. Преска која фативме да збориме како се враќаме, сакав да пуштаме на реплика нели за враќањето на подкастот кој збориме. Така. Сакав да речам се враќаме као Џој Тривијани што се врати на масата да дојаде у тие трудничките панталони. Да. Ама ова го знам затоа што жена ми, поздрав до сопругата, го гледа Friends по 8 пат. По 8 пат е на 8 сезона и јас сум приморан да ги знам овие сите култни моменти. Али ти ја имаш изгледано Суц, ја немаш изгледано Breaking Bad. Немам изгледано ни една серија. Кажи од тие сите хајпнатите, Game of Thrones, ништо немам изгледано, само Suits имам изгледано. Game of Thrones бота гледа само и заврши лошо, не ми се свиеше како заврши, викам јас зашто си го потроши времето. Peaky Blinders и Breaking Bad. Имам страф од комитмент на дугачко време да се обврзам се и да гледам серија. Брзи се ќе ти пројдат вака. Ќе видиме за тоа. Ти мене за Офис ме Не те напињав, ти кажав дека е окей. Пишете дечки у коментари кој е поголем криминал, што ја немам гледано Офис или Не, јас, моето е поголем. Па немам гледано ни една серија, човече. Breaking Bad и Peaky Blinders. Да, немам гледано ништо. Леле бе, чекај сега ќе ти кажам. Breaking Bad ја прогласија за number one серија all time. Знам дека најак рейтинг има на IMDb. Да. Чекај, ова. Значи Friends и чија пудинг, Машко не смее сега на оваа возраст, колку имам 33,5-4, не смее тоа да го конзумира. Тоа се женски, човече, артикли. А тебе кога те видам дека го сликаш, чија пудингот, нели ти е срам да го порачаш, човече? Не бе, брат, чоколаден чија пудинг од Фитнес Хаус, знаеш ли колку е добра на сабајле? Со доза протеин. Ја не сум некој билдер, ама. Земи си едно такво и пушти си ја 4-та сезона и гледај, бате белја е. Не гледам Friends принудно, а јадам чија пудинг своеволно, така да на пола сме. Добре, свака част. Ај живели за муаветов. Ај живе. Остана ли уште нешто или да превршуваме? Дај кажи екипа тебе што ти е сумлива. Да се распадне? Чекај малце, дај дечки, ако има некој спонзорство за вино, значи гледате дека сакаме, уз лабав муавет да си направиме винца, да си испиеме, живели да си направиме. Пак ли ќе бараме вино, бе? Не бараме, бе, брат. Нека има брендови во Македонија, ова е ние домашно пиеме се. Многу во поднебие е ова, сваќаш за вино, има многу брендови. И ние сме извезува Македонија дури. Извезува плюс. Ние сме многу вака богата земја со лојзе. Го видели тоа? Што ги фатиле у Франција или нешто, не знам, фалц правеле француски вина као демек, продавале смедеревка, преточувале од други шишиња. Зимале смедеревка од кај нас и преточувале и ја продавале као француски. Да. И овие тамо многу јако. Па не може да познаат, бе, јака е смедеревката. Тоа го викам ја, тоа. Нека сме многу јаки. Тоа гледајте го The Wine Tasting Guy на Инстаграм. Тој дечкото. Тоа е најакото клипче у животот што го имам гледано. Екипа. Да се вратиме на екипа из джипа.
Дали може би сакаш да ги погледаш? Па да бе брат, сакам да ги видам вака, не ми текнуваат. Ево видиме кадарот е добар. Па Кливленд се коска, Бостон исто, Њујорк. Нешто ги зборат Њујорк, ама не верувам дека они од прва би се распаднале и они се добри. Индиана Пейсерс. Не направија ништо, они чекор лани ништо. Стигнаа до конференциско и финале, не превземаа ништо. Мора сега да превзема. И оваа година изненадно и тивко пак се четврти. И после неизбежен неуспех и оваа година чекаме да видиме што ќе направат. Детройт мора да ги пофалиме, дечко, ја ги гледам 5-то место, неверојатно. Лани беа 14 победи за сезоната. Оваа година се 43-34 и идат директно у плейоф и можеби како пети, замисли, ќе ги бутнат Бакс на 6-то место. Да. Ова е свака час. Бакс ќе мора да се мачат со Њујорк, ако не згнат сега да ги тепаат сите до крај, за Детройт да мора да се мачат против Њујорк, рали свака час за Детройт. Они пример ако се појачаат со некој добар скорер типа Девин Букер наредна сезона, исто ќе бидат многу страшни као Хјустон. Значи Детройт и Хјустон се исто две млади јаки екипи што играат феноменална одбрана и што може многу да направат според мене следна година ако се појачаат. Знаеш што се мислев само дурсме на Детройт? Знам дека најголемиот turnaround, најголемиот пресврт од сезона у сезона го има Бостон, кога доаѓаат Трей Ален, Гарнет, сите кога доаѓаат. Кај се Детройт ме занима? Па мислам дека се близко. Тука негде, ама и Бостон беа исто ужасни, немаа ни 20 претходната. Немаа 20? Мислам дека немаа ни 20 претходната сезона. Добро, да. Ондак се боле од нешто можда 19 имаа Бостон. NBA standings таа година е 2006-2007. Бостон се 24-58. Да не биде, ама не, они имаат 60 победи наредната. 66-16, многу е ова. Од 24 на 66. 42 победи. 42 победи. А овие се од 14 на 43 сега. Тоа се 30 победи. Да. И да тепаат уште 5, пак ќе биде на Бостон турнараундот најголем, да. Ама секоја чест за Детройт. Без никакви очекувања. Кейт. Највеќе за Кейт. Као они Джейден Ајви без него играат цела сезона. Да. Орландо Меджик почнаа многу добро. Овие им беа повредени, па се врати еве, ама и они се и на нив им треба појачување. Атланта Хокс делумно се растурија, очекувам и Трей да си оди од таму, да. Треба да се растури до крај. Мислам до крај, и што значи до крај? Дайсон Даниелс ми е од омилените. Овој Џонсон, Джелен Џонсон од омилените. Не, па за Трей зборат дека треба да си оди. Да останат младиве, да. На запад сега ги свртев. Лейкерс следна сезона очекуваме појачување на центарска позиција. Очајно што им треба, али ја мислам дека Далтон Кнек што остана дека е добар потек и не би го дал. Денвер, брат, мора нешто и они да прават. Еве, ако не им дојде памет после 3 години. Кнапе ситуацијата. Ако останат толку скржеви колку што се, ќе мора да трейдаат играч. Исто Минесота, ако оваа сезона испаднат прво коло, очекувам Рендал исто да лета од таму. Што да лета Рендал? Сега дојде. Па сега дојде, ама ако не знам. Таа екипа и што направи? Од готова вересија. Сакраменто Кингс што направија, ти кажи ми? Го дадоа Фокс за да направат Чикаго Булс 2-0. Ги зема и Дерозан и Лавин, човече. Па добро, Сабонис и Валанчунас дека зборат литвански. Абе, брат, го гуши. Што зборат литвански? Абе, не, па од клупа овој кој ќе одмара да влезе да нема... Да не се осети... Бог да чувај. Дај бе уште едно прашање, Исчествувај ги, драгите гледачи. Дали гледачи. вреди тенкинг или не? Абе, Вајда е стварна среќа ова, како ќе се падне у лотери.
Ама не само стварна среќа, брат. Ако ти гледаш дека си, не знам, 10-ти, во плей-инот дали ќе играш, па после да изгубиш прво коло, што има везе? Танкај, што да ти кажам? Нели е нечесно танкањето, односно губењето намерно за кошарката како спорт и за фановите? Абе, ти знаеш ли ја што се мислев? Нешто ги споредуваат како било 90-тите или, пример, еве, Тандер сега имаат 64-13, па како тоа рангира измеѓу други јаки екипи. Пример, ги споредуваа со Харден, Весбрук и Дурант, со таа Оклахома. И оваа. И нешто, волку победи, онолку победи. И јас си викам, абе, толку победи, ама сега има едно 8 екипи што танкаат, човече. Да, сега има многу екипи што доешли со нив, тоа ти е 8-0 серија од старт. Овие не се труда да победат. Да. И од тој аспект, ете, малце ми е. Иначе, додека се правилата вакви какви што се, и да танк... Нечесно е, ама сега и да танкаат. Некој вика да се сменат. Не, брат, ова е најдобро што може да биде. Затоа што... Што да се смени? Па сите да имаат еднакви шанси, демек лотарија да има секоја година. Не. Не можеш ти така. Ондак Јута никад нема да биде добра, разбираш? Нью Орлеанс, Портланд никад нема да бидат тие добри никогаш у живот. Вака барем ако се лоши, имаат право да бираат први. Па и екипи како Милвоки, што им се паднал Јанис, да, исто никад немале да бидат добри. Јанис не беше толку висок пик. 15-ти? И па 15-ти, брат. Ама добро, ама од драфт изградена екипа, сакам да кажам, успехот. Не, они да не им се паднал Јанис, немало да бидат. Иначе уште не ми се верува дека Лука е Лейкерс играч. Марч Меднес, не пратиме тоа, кажавме. За нас нели прашува некој, добри ли сме, што правиме? Да, сите поздрави, честитки ни пратија. Фала. Стивен А. Смит, агенс Леброн Джеймс, драмата. Не, не заслужува тоа. А дали Стивен А. како колку толку поштован медија мембер си го оцрни своето легаси со овие потези у последно време? Не бе, што потези прави? Откако се деси тоа на терен, он после отиде, да, стоеше малце на брашното, па после тоа најнаш му текна да иде да по подкаст идеше, се објаснуваше. Да. И многу почна збори, и 300 работи, знакаш. Тоа му е работа на Стивен. Тоа му е работа и он е на последна граница измеѓу поштованите. Он е туку у плей-инот, да знаеш. Има луѓе што се поштувани, он е у плей-ин. Добро, да привршуваме. Фала на сите што пишавте прашања. Се надеваме дека, као за прва епизода, пројдовме доста од пропуштеното. Се надеваме не и последна. Се надеваме не и последна. Не, во сабота го снимаме ова. Мислиме дека ќе доаѓаме. Го вадиме? И го вадиме, па добро. Ајде, вади го и да искача. Ајде, добро, на мала врата не најавуваме ништо. Увек е кул кога го правиме ова секако. Да, секако и ние се време правиме добро. Време е тешко да се најде, ама другото се е кул. Малце и топло просторијава, ја може вака се гледа на камера за црвене во фацата. Ама и покрај тоа нас пак не е убаво. И пак е убаво, да. Ајде, се гледаме. Peace out. Peace out, дечки.